поранишниот пратеник Павле Богоевски. Треба да го имам на телефонска линија. Богоевски, добро утро. Благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро, Кристина, благодарам на поканата. По вчерашниот протест кој беше организиран за ослободување на осудените од случајот 27 април или познат како крвавиот четврток, во текот на вчерашниот ден вие реагиравте на вашата Facebook страна со образложение дека е прекршување на членот 313 од Кривичниот законник. Да. Ајде малку образложение за ова. Во ред. Вака, прво тоа што сакам да го кажам е да им честитам на организаторите на самиот протест за тоа што успеа да организираат мирен и населен протест, бидејќи без разлика дали се согласуваме или не со мислењето на некој друг, се додека тие го изразуваат своето мислење на мирен и на населен начин, имаат право да го направат тоа. Импликациите по здравјето на луѓето, групирањето и маските се сосема друга работа. Сега ќе се вратам на самата тема. Прво, би сакал да одговорам на прашањето дали може тие луѓе кои што денес одговараат за своите постапки на 27 април да бидат наречени бранители на Уставот. Според мен одговорот е не. Не може луѓе кои што е организирано, насилно, предвреме подготвено и исполнирано, влегуваат токму во зградата каде што е напишан тој устав и ги напаѓаат, се обидуваат да ги убијат токму луѓето кои што Уставот ги овластил да вршат својата работа таму, плюс новинари, медиумски работници и останат персонал. Не можеме да речеме дека човек кој што свесно влегува со таква намера во тој објект, дека всушност е бранител на Уставот. Тоа не води кон второто прашање. Дали тие луѓе се терористи? Се што треба да знаеме, за да можеме да одговориме на тоа прашање, е да ја погледнеме дефиницијата на кривичното дело тероризам. Дефиницијата има неколку елементи, ќе бидам многу краток, со цел да не одземам многу време од емисијата и за гледачите. Првиот елемент е самата намера на дејството. Намерата на дејството значи загрозување на уставниот поредок на државата. Уставниот поредок на државата во овој случај се манифестира преку мирната транзиција на власт после избори. Целта на влезот во собранието беше да се спречи таа мирна транзиција на власт, односно транзиција на власт без насилство. Со тоа тој елемент е исполнет. Второто, ќе се наруши безбедноста. Самото влегување во законодавниот дом на таков начин представува нарушување на безбедноста на самата држава и плюс нарушување на личната безбедност и сигурност на луѓето кои што се присутни внатре. Пратениците, персоналот, медиумските работници. Наредните елементи се однесуваат на елементите на начинот на извршување, поточно со примена на наследство, експлозивни материи, пожари и така натаму, од кои што ги имавме барем две. Наследство е очигледно дека имаше, колку и да сакаат некои луѓе од ВМРО да го негираат тоа, например, пред некој ден на една од националните телевизии забележав говорник, као кажува дека немало физички контакт помеѓу тие што денеска лежат во Идризово и пратениците. Верувајте ми тоа како имаше, јас сум еден од тие пратеници кои што беше учесник во тој физички контакт како што сакаат да го наречат, а исто така имавме и пронајдени неексплодирани експлозивни направи наредните денови во самиот објект. Наредниот елемент кој што мора да биде исполнет е дека со таквите дејства ќе се создаде чувство на несигурност и страв кај самите граѓани. Чувството на несигурност и страв и тоа како е создадено имајќи предвид во какви околности живееме тогаш, поготово бидејќи и во текот на постапката понатаму, а и во самото време на извршување беше очигледно дека намерата беше да се прикаже во најмала рака закана, ако не и да се предизвика граѓанска војна на етничка и на политичка, односно партиска основа во оваа држава. Ако така ги разгледаме елементите, ќе видиме дека правниот систем и кривичното право не остава ниту една друга можност за тие луѓе да бидат наречени поинаку од терористи. Исто така можеме да ги видиме и светските искуства. За жал, нешто многу слично се случи во Соединетите Американски држави на почетокот на оваа година и ќе видите дека организаторите и поактивно инволвираните во тие дела се гонат за најразлични облици на тероризам. Тие кои што помалку учествуваа во насилствата се гонат за послави дела против пренавлегување во заштитен објект и така натаму. Кај нас таа работа е решена со законот за амнестија. Односно сите чии однесувања паѓа под прагот на тероризам,
кои што не беа директно вклучени во насилството и во организирањето на насилството, се амнестирани, додека одговараат само оние кои што директно беа вклучени во актите на тероризм. Сега, доколку го коментираме ова, не можеме и да не го искоментираме самиот чин на амнестија. Секој граѓанин има легитимно право да го критикува тоа. И нема место за разговор тука. Таа одлука пред се амнестијата е политички чин, таа одлука е политичка, но за разлика од било кој друг претходен политички пазар, овој пат таа одлука беше направена јавно, беше направена пред очите на граѓаните и беше направена во институцијата која што е врз основа на устав овластена за тоа. Така да, иако сите имаат легитимно право да ја критикуваат, доколку тоа што на протестирачите им пречи е фактот дека некои луѓе биле амнестирани, со закон за кој што секој пратеник на ВМРО од претходниот парламентарен состав гласаше за, тогаш тие луѓе требаше да протестираат против поништување на законот за амнестија, а не за ослободување на луѓето кои што одговараат за своите постапки. Може би треба да протестираат и против нарачателите. Богоевски, може би треба да протестираат да го искористам ова јавување, бидејќи зборуваме за право, па ме интересира ставот за тоа како нашето судство ги третира новинарите, поврзано со конкретниот случај со крвавиот четврток. Споменавте на почетокот дека и новинарите беа оштетени, но моите колеги беа сериозно загрозени, а веќе знаеме како судот ги третираш. Јас мислам дека тоа е едно од највисоките потврлања на правдата во последните години во нашата држава, за жал. Знам и од искуство, сега ќе кажем и лично, значи ние тие искуства ги делевме со новинарите. Траумите, последиците, нападите, чувството на страв, несигурност, степањата, ние ги делевме со новинарите. Нема никаква логика и на крајот на денот не е фер, а основната цел на системот на правдата е да овозможи фер разрешница за некое случување. На крајот на денот не е фер пратениците да уживаат еден тип на протекција од системот, а новинарите да го немаат тоа. Но тоа што посебно ме радува се најавените законски измени, дека напад врз новинар и напад врз медиумски работник, додека вршат својата работа, кај се смета за напад врз службено лице. Крајно време да се случи тоа и крајно време оваа држава да покаже дека ги штити медиумските работници и новинари. Да, тоа е најавата од текот на вчерашниот ден. Ами ќе предвиди дека собранието е блокирано само за да биде блокирано. Јас се надевам дека опозицијата ќе смогне сили да овозможи овие законски измени да бидат усвоени што е можно поскоро. Да, ние новинарите со години се боревме за подобрување на легислативата кога се новинарите во прашање. Павле Богоевски, поранешен пратеник, благодарам што утринава одвојвте време да се Благодарам на поканата, Кристина, имајте убава емисија и убав ден. Поздрав и убава работна недела.